Овде треба најмногу да се финансира инфраструктура, поготово руралниот дел. Не треба голем сегмент. Зборам Волково, Ново село, Стопански двор, Кисела Јабука, целиот овој дел максимално да се вложи. И тоа ќе се направи. Здрави. Така. Колку метра ова улица? А ова улица негде сите кои ќе ги соберете, значи инвестирано е околу 3,5 милиона денари, ова е негде околу 670 метри, другата е негде околу 150 и она е негде околу 180-200 метри. Така Околу километар? Да. 3,5 милиона. Да, 3,5 милиона. Така. Добро. Завршена е голема работа за тие луѓе што живеат. Да, за овој дел. И секојдневно го користат ова и многу значи што е најважно, ветана ни во програма е реализирана. Тоа е најважно. И се што е ветено програмата претседателя се исполнува. Може да ви кажам и многу повеќе, меѓутоа што е напишано све е реализирано. Тоа е одлично. Тоа е одлично. Уште една работа да кажам претседател, кога бевме тука, истото место, ветивме дека ќе помогнеме за реализација околу 30 нови улички во Стопански двор, Кисела Јабука и други места. Така. Ние тогаш ги ставивме во програма, почнавме да ги работиме, околу 4 тогаш веднаш се завршија. Така. Кисела Јабука и Стопански двор и сега се престанати. Така да тие мора да се продолжат. Зборам за 33 улици во овој дел. Тие се влезени во програма преку Македонија пат, но за жал веќе сега се престанати. Исто така и канализацијата ја почнавме преку Министерство за транспорт и врски туку во Волково. Таа почна да се гради и таа е запрена. Зошто? Заради Министерството. Има сигурно треба некаде да сработи. Изгледа тешко да се сработи. Има еден анекс. Значи се што почнавме ние запрем. Горе доле не се работи, не се гледа дека се работи, така да запрена. Најверојатно не се работи ништо. И затоа мора да се продолжи. И други улици што има тука, но веќе овие се финансирани, завршено е се. Само треба да се седне, да се договори со Македонија пат, по редослед да се завршат.